Во спортската сала Младост во Битола, пред околу 1000 гледачи, а по пауза од 20 години, ракометарките на Пелистер го одигра првиот надпревар од третото коло во финалето од Челинч купот. Нашиот представник неочекувано доживеа висок пораз на првиот меч на домашен терен од косовскиот тим Шкипоња со 22:38, на полувреме 11:21. Екипата на Шкипоња допатува во Битола како анонимна, но пред самиот надпревар се засили со 6 нови засилувања од првакот на Косово, Кастриоти, засилување меѓу кои и Беба Белма од Гостивар, која на овој надпревар постигна 12 погодоци, а на голот Аурора Шендади имаш 11 одбрани. На овој дуел ке гостинките Бајрами и Келменди постигнаа по 6 голови. Во составот на Пелистер, на голот Александра Шијаковска имаше 8 одбрани, колку и Марина Митоска, додека Моника Талевска постигна 8, а Марија Петлевска 4 голови. На овој дуел правдата ја делеа судиите Симоне Зендали и Стефано Риело од Италија, додека делегат на надпреварот беше Радош Ракочевиќ од Црна Гора. Реванш надпреварот ќе се одигра на 21 ноември со почеток од 18 часот во Ѓековица во Косово. Она што се договоривме, не одигравме така агресивно во одбрана, што е повеќе болно. Направивме доста технички грешки кои што преку брзите контранапади, полуконтранапади ги реализираа, направија доволна предност уште во првиот дел од надпреварот. Седо тоа се одрази психолошки кај нашите ракометарки, кои што успеавме до некаде на моменти малку да парираме, меѓутоа се гледа дека навистина се поквалитетна екипа и за вториот надпревар колку можеме да и поправиме овие грешки за да биде едно понатамошно искуство за нашите ракометарки кои што ќе ни послужи во понатамошниот дел на нашето првенство. Македонскиот женски ракометен клуб Вардар Юнион по втор пат во третото коло од Челинч купот го совлада британскиот представник Лондонс Енџелс со резултат 35:17, на полувреме 22:6. Неефикасни во редовите на Вардар, Тодоровска со 6 голови, по 5 има Митова и Прленда. На спротивната страна, Наджи имаше 6 погодоци. Вардарки во првиот надпревар славеа победа со 27:14 и по издвојуваните 2 победи се пласираа официјално во осмина финалето од европското надпреварување.